Почитувани сограѓани, на барање на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, на денешната седница на Советот на град Скопје ќе се разгледува иницијативата за намалување на цената на водата во градот Скопје. Предлогот е цената на водата да се намали за 30%, односно таа да изнесува 20,57 денари за домакинствата и 46,06 денари за правните субјекти. Предлогот се базира на фактот дека градот Скопје претрпува големи загуби со ненаплатувањето на водата, која ја користи Рудници и Железарница АД Скопје. Ова не го тврдиме само ние, ова го потврдува и Државниот инспекторат за животна средина и согласно решението на инспекторатот на Рудници и Железарница и се забранува да врши испорака и да дистрибуира вода. Тоа е тој документ. Исто така, Рудници и Железарница АД Скопје се задолжува да зафати вода од реки или бунар за своите сопствени потреби. Согласно ова, градот Скопје е должен на Железарница да и наплатува вода како и на секој друг правен субјект. Само со ненаплатувањето на водата на Рудници и Железарница, градот Скопје и ова јавно предпријатие трпи загуби од над 10 милиони евра годишно. И Државниот комунален инспекторат констатира дека јавното предпријатие Водовод и канализација е единствен легитимен субјект за управување со водите во Скопје. Тоа е овој документ. Ако се земе во предвид дека јавното предпријатие Водовод и канализација има пари да гради луксузни барокни административни објекти од 11 милиони евра, нашата иницијатива има уште посериозна економска логика. Во интерес на сите граѓани на Скопје е Советот денес да ја поддржи оваа наша иницијатива и да се изгласа ова барање за намалување на цената на водата. Градоначалникот мора да престане да се фокусира на раскош и луксус и наместо тоа приоритет да му бидат граѓаните на Скопје. Благодарам, доколку имате прашања, повелете. Оваа неправда датира практично уште пред 7 години, откако ние почнавме да иницираме вакво барање дека градот Скопје мора да ги обавува своите надлежности и преку јавното предпријатие Водовод и канализација да ја наплатува водата која што се испорачува во Рудници и Железарница Скопје. Рудници и Железарница АД Скопје, покрај тоа што оваа вода не ја плаќа, не плаќа ниту денар ниту на градот, ниту на државата, тој таа вода ја продава. Можете да замислите, ако математиките, кои што ги кажа јавното предпријатие пред 4 месеци, кога разговаравме ние овде за иницијативата, односно за преставката до градоначалникот за прекинување на одлуката со која што требаше да се наплатува на РЖ услуги само 3 денари по метар кубен, нивната математика излезе дека годишно тие испорачуваат најмалку 1 милион кубици. Замислете само, со таа цена тие планираат да инкасираат негде околу 800 до 900 илјади евра годишно, со 2,54 денари. Кога би била цената онаква како што треба да биде, 20 пати повеќе, помножите колку се тоа загуби на градот Скопје и на јавното предпријатие. Тоа се над 15 милиони евра годишно, меѓутоа ние не велиме дека сето тоа треба и сето тоа го троши Железарницата, меѓутоа најмалку половина или 70% од тоа го троши Железара. Како троши, така треба да си плати. Дали има други прашања? Во однос на пресконференцијата на ДПМН дека денеска на седница ќе бидат донесени 5 точки за почеток на изградба на Луна парк во Скопје, како се стават на соратничката на СДСМ во однос на ова прашање. Ние уште пред неколку години, значи ова прашање е актуелно најмалку 5-6 години, кога градот Скопје под ова раководство на ВМРО ДПМН преку својот консултант, шпанската фирма ИДОМ, бараше начини
дали овој луна парк е исплатлив за градот Скопје и како треба да се организира тој луна парк. Ние уште тогаш велевме дека не треба луна паркот да се дава на никаков концесионер кој што ќе стопанусува 30 или 35 години, така беше одлуката, него дека треба градот Скопје со сопствени средства за сопствените потреби да си го изгради тој луна парк, да го одржува и да стопанисува со него. Еве конечно после 6 години доаѓа таа иницијатива и градот Скопје конечно го прави тој луна парк онака како што ние предлагавме. Што значи, ако се прифатеше нашето сугерирање дека треба така да се направи луна паркот, до сега луна паркот најмалку 2 години ќе беше во експлоатација и во функција. Вака го изгубивме времето и место овие пари сега кои што се планираат за луна паркот да се потрошат за некои други неопходни потреби, загадувањето ни е најгорливиот проблем, ние сега се зафаќаме да го решаваме луна паркот и тоа да дадеме само оваа година 2016 6 милиони евра. Значи, нашиот став е, ние сме токму за вакво решавање на луна паркот со сопствени средства, меѓутоа дискутабилно е баш дали сега беше моментот сето ова да се направи и со толку пари. Иначе ја поддржуваме одлуката. Луна паркот е наша потреба за нашите деца, не само за деца, него за сите граѓани од Скопје и Македонија. Значи изгубено време. Има ли некои други приоритетни области кои што мислите дека треба, кои што се по-приоритетни во решавањето сега на луна парк? Јас го спомнав, загадувањето ни е како Дамаклов меч над главата со кој што ние секојдневно се соочуваме. Еве, случајно овие денови е малку почист воздухот и малку спласна тоа прашање. Меѓутоа, сето тоа кога ќе температурите се намалат, кога ќе почне интензивно да се користат средствата за затоплување, градов има да биде хаотичен. Така да, мислам дека на тој план треба приоритет да му се даде во Скопје. Исто така има други неопходни капитални проекти кои што треба да се направат во градот Скопје и кои што доцнат, кои што многу пати се досега ветувани и запоставувани. Меѓутоа, уште еднаш да кажеме, ние не сме против луна паркот. Меѓутоа, можеби толку средства во моментов нема потреба да се издвојат, со помали средства и да одиме чекор по чекор да го реализираме тој луна парк, онака како што се заложувавме, со сопствени средства за сопствени потреби. Па мислам дека се предвидени околу 6 милиона евра, во 2017 околу милион и нешто, милион и пол, а 2018 околу 1 милион евра. Значи, критична е 2016 година, тоа се многу пари. Мислам дека со помалку можеме да одиме чекор по чекор.